Во ова издание, светот предпазлив полека се отвара. Во Шпанија задолжителни 2 недели карантин за лица кои доаѓаат од странство. Во Индија мерење на температура. Нова реалност. Вашингтон. Фокус на Сенатот потврда на клучните номинации. Представничкиот дом работи од дома. Позитивна енергија во време на коронавирус преку социјалните мрежи. Интервју со тенорот Благој Нацовски. Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е гласот на Америка на македонски. Македонско девојче од карантин во Италија. За ова подоцна во емисијата на почеток вестите на денот. Додека САД почнуваат повторно да се отвораат, други држави испраќаат предупредувања. Некои кои ги олабавија рестрикциите сега се соочуваат со зголемен број заразени. Јужна Кореја е една од нив. На почетокот државата беше пример за добро справување со заразата и охрабрена од тоа одржа дури и национални избори. Но во неделата извести за 34 нови случаи, што е најголем скок за еден ден во период од еден месец. Врвниот официјален представник за здравство во САД, доктор Ентони Фаучи, директор на Националниот институт за алергија и заразни болести, изјави дека ќе се изјасни пред Конгресната комисија за опасностите од пребрзо укинување на ограничувањата воведени поради коронавирусот. Врховниот суд на САД треба да ги сослуша устните аргументи од жалбите на 3 пониски судски одлуки за барањата за увид во даночните и во финансиските извештаи на Доналд Трамп. Републиканските законодавци се вратија на работа. Потврдувањето на номинациите на Трамп во Сенатот фокус, а представничкиот дом се уште работи од дома. Кентрин Гибсон со деталите. Главниот град Вашингтон во најголем дел празен, се соочува со зголемен број заразени, кој се очекува да расте и во наредните недели. И покрај ваквите прогнози, сенаторите се вратија на работа во Конгресот, прв пат по средината на март, прилагодувајќи се на новиот начин на работа со цел одобрување на номинацијата на председателот Доналд Трамп за главен разузнавач. Приоритет на оваа номинација е истрага за потеклото на коронавирусот. Разузнавачката заедница ќе биде фокусирана да открие како се случи ова. Јас гледам на Кина како на најголема закана сега. Погледнете што се случува со коронавирусот. Законодавците одобрија помош од 3 трилиони долари за да се олесни економската и здравствена криза во државата. Сенаторите размислуваат за инспектор кој ќе обезбеди овие пари да се искористат соодветно. Потребна е цврста контрола за да се осигура дека парите на американските граѓани, 500 милиарди долари од даночните обврзници и 4 трилиони средства од федералните резерви да завршат кај работниците, заедниците и бизнисите. Браун е еден од повеќето демократски сенатори кои велат дека републиканското лидерство ја загрозува нивната безбедност за потврда на номинациите на Трамп. Вели дека законодавците треба да прават повеќе за справување со COVID-19. Како што државите низ светот, како Јужна Кореја и Канада, ја израмнуваат кривата со ригорозно тестирање на национално ниво, САД, кој обично се лидер во светот, заостануваат. Преговорите за нова помош за американската економија ги зголемуваат политичките тензии. Последно нешто што ни треба во оваа криза е левицата да види можност за исполнување на други цели, кои ги посакува долго. Представничкиот дом продолжува да работи од дома, откако лидерството рече дека ситуацијата со коронавирусот во регионот и натаму е небезбедна. За некои египтјани, затварањето на бизнисите и малите продавници поради коронавирусот е пострашно, затоа што сиромашните стануваат уште посиромашни. Следниот извештај е од Каиро. Во Каиро, овие жени со часови чекаат на помош во храна. Многу од нив не носат маски, зашто велат не можат да си ги дозволат. И не само тие. Еден на тројца во Египет живее под линијата на сиромаштија. Затварањето на бизнисите го направило невозможно снабдувањето со храна. Живеам со сопругот, 3 ќерки и 3 внуци. Маш ми е тешко болен. Јас чистев во училиште, но сега би прифатила каква било работа. Со олеснувањето на рестрикциите заради коронавирусот, владата вели дека снабдувала со храна околу 3 милиони луѓе. Тоа значи дека 10% од населението во Египет е сиромашно. Некои имаат среќа месецот да се вратат на работа. Медицинските експерти велат дека Египет нема можност да се справи со поголемо проширување на COVID-19.
الحقيقة إن إحنا عارفين Има малку болници за толку население. Немаме доволно лекари. Една од најважните индустрии, туризмот, е во колапс. Владата планира отворање на домашни летови и намалување на вечерниот полициски час. Во зоолошката градина во Гиза, вработените велат одвеќе чекаат промените. Ова е јавно место. Ако луѓето не доаѓаат, нема заработка за нас. Владата на Египет не може да помогне. За обнова бара интервенција од Меѓународниот монетарен фонд. За време на коронавирусот, најпознатиот македонски тенор го замени настапувањето по најголемите светски оперски куќи со пеење и поставување на социјалните медиуми. Анета Шијакова разговараше со Благој Нацовски. No more talk of darkness, forget these wide-eyed fears. Ентузијазмот се враќа во Италија, вели најпознатиот македонски тенор во светот Благој Нацовски, кој живее во Дженова. Велики дека поречиси 2 месеци строги карантински мерки во Италија, најмногу му недостигаат светските оперски сцени каде вообичаено настапува. Овие 2-3 дена како да гледам да се враќа ентузијазмот кај луѓето, тоа е многу битно, значи битно е да се врати духот, бидејќи се разбира толку долг карантин, толку долг локдаун, пред се од духовна гледна точка не е убав. Сето тоа заедно со бројките кои што се намалуваат, мислам на бројките што се однесува до заболени и оние кои што починуваат и така натаму, да речеме оди кон подобро. Сега нормално многумина од луѓето се загрижени пред се за сопствената екзистенција. Предпоставувам дека многу ти недостигаат и Миланската скала и Њујорк Сити операта во време кога не може да се патува, меѓутоа ја одржуваш комуникацијата со својата публика, работиш на видеа, на дуети, ги постираш на социјалните мрежи. Како се одвива тоа? Ми недостига, би рекол, и тој мирис на тие штици, кој што е ист во сите театри во светот. Ми недостига контактот со публиката, ми недостига адреналинот што се покачува во текот на една оперска представа или во текот на еден концерт. Ми дојде некако на природен начин во овие моменти да снимам видеа на кои што пеам и да ги поставувам на социјалните мрежи, на некој начин луѓето да им пренесам една убава енергија. Така, во актуелните услови, кога битката со ковид не е завршена, Нацовски ја сними и Македонско девојче. Македонско девојче и таа е песна која што никогаш ја нема подпеано во јавно досега, решив токму за Voice of America на македонски, токму да ја снимам таа песна и особено посветена на сите припаднички на женскиот пол кои што го гледаат Voice of America на македонски. Македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет, поубаво девојче од Македонче. Тука е крајот на News Flash. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер.